Овој референдум е прв од ваков тип во Македонија и го отвора патот за многу други во останатите општини и Скопје. Ја поканувам госпоѓа Милка Кировска, архитект, да ви се обрати. Добро вечер, драги мои скопјани. Добро вечер, драги жители на Центар. Добро вечер, гости од натрешноста, гости од странство. Во случајов ќе ви прочитам една убава мисла, не знам дали е мисла веќе или една констатација од професорот Флориан Бибер. Цитирам: "И тогаш ми стана јасно, она што го гледам во текот на годините при моите посети на Скопје, не е мега процес на реконструкција на градот на солидарноста, кој го менува неговиот лик и пейсаж, туку процес во кој владата гради театарска сцена. Како и во театарските представи, овие нови згради се некоја нова архитектура, која треба да личи на старата, но истата потсетува на сценографија на трагична драма. Каде и да погледнеш, секаде се покриваат зградите од македонската модерна, односно периодот на згради од времето во кое многу еминентни архитекти од Македонија, од Југославија и од странство учествуваа." Ова беше видувањето на професорот Флориан Бибер. Сега јас би додала. Сега истото се трудат да го направат со ГТЦ, за кое жителите на Центар не се служуваат исто да му се случи. Не сакаме ГТЦ да има врати. Не сакаме истиот да остане во туку сакаме истиот да остане во концепција како чаршија со провев и продори од паркот кон реката, од уништениот плоштад до останатиот дел на градот. Не сакаме самоволието на оваа влада да не го одбраниме од тоа и овој објект да стане сценографија за некоја уште полоша театарска трагедија. Техничките можности за да се подобрат перформансите на ГТЦ постојат. Тие може да се направат. Смисолот ќе има ако ГТЦ се подобри во смисол на технички перформанси, да не паѓа вода, дожд и така натаму. Меѓутоа фасадата мора да остане таква каква што е. Го сакам ГТЦ, ве повикувам на референдумот за да не се менува ГТЦ и да не стане ругло на Центарот.